Може. Отворена сензорна соба во основното училиште 11 октомври ќе се реализира со поддршка и координирана организација што ќе добијат децата. Денеска е отворена сензорна соба во рамки на проектот Биди инклузивен, биди инклузиран, кој го имплементира фондацијата Чекор по Чекор, а Сдруженијето Инклузива и Хенди Мако Тетово. Овој проект нуди низа можности за подобрување на образованието на децата со попреченост, односно работи на подобрување на условите во училиштата за еднакво вклучување, но и социјална инклузија и образовна инклузија на децата со попреченост. Активностите се насочени кон подобрување на училишната средина, подигање на јавната свест во локалната заедница, потикнување на општествена одговорност на компаниите и меѓусебна соработка за подобра иднина на овие деца кои ќе станат возрастни луѓе и еден ден ќе бараат работни места. Проектот е поддржан од Европска унија, а конкретна сензорната соба целосно е поддржана од Алфеби компанијата. До сега, до денеска, проектот полни 17 месеци работа и има остварено резултати. 471 стипендист, дете со попреченост, од кои 44 се од Куманово, 40 учат во 11 училишта во општина Куманово, а 40 во училиштата во Скопје. Понатаму има обучено 287 наставници и стручни служби за работа со деца со различен вид на попреченост. Стипендистите добијат тутори, направени се 6 игралишта, каде што едно е во основното училиште Браќа Миладиновци. Ова е 7-ма сензорна соба, така да понатаму се повеќе се работи во училиштата за создавање на инклузивна средина, бидејќи имаме 40 училишта зацртана, каде што ќе се обезбедат спрема нивните потреби, ќе се направат и вакви работи. Во моментот работиме и во едно училиште во Куманово, тоа е училиштето Христијан Тодоровски Карпуш, каде што се подготвуваат пристапни тоалети и набрзо ќе бидат отворени. Исто така 150 образовни асистенти им понудиме обука во овој месец, каде што од утре веќе започнуваме со поголема бројка на образовните асистенти, бидејќи тие се вклучени во училиштата, но им е потребна дополнителна поддршка. Јас од овдека упатувам апел до сите училишта, дечињата со попреченост да бидат вклучени во редовното образование, затоа што веќе имаме закон за инклузивно образование кој 2003 треба целосно да се имплементира. Ваквите активности ја подигаат јавната свест, но и ги рушат предрасудите во локалната заедница. Овие деца имаат еднакви права како сите останати. Значи, проектот Биди инклузивен, биди инклудиран е финансиран од страна на Европската унија, а се реализира од фондација Чекор по Чекор од Скопје во партнерство со Сдружение Инклузива од Куманово и Сдружение Хенди Мако Тетово. Најпрвен би сакала да се заблагодарам во име на општина Куманово на Сдруженијето Инклузива, кое со години наназад несебично се залага за правата на лица со попреченост, инклузивност и еднаквост во општеството. Со што е значаен овој проект? Овој проект е значаен затоа што сите заеднички треба да се залагаме за едно инклузивно општество. Проектот, како што кажа пред малку Благица, се реализира подолг временски период и низ него има палета од активности, како што се 8 сензорни соби, од кои што едната е отворена и денеска на отварање на основното училиште 11 октомври и 8 инклузивни игралишта, кои што веќе едното го отворивме во основното училиште Браќа Миладиновци. Ова е еден добар начин за развој и еднаквост на децата со попреченост во основното образование и давање можност на еден систем на инклузивност за децата со попреченост. Инаку сензорните соби имаат големо влијание за развој на аудитивниот, визуелниот и тактилниот развој кај децата, како и подобрување на фината и грубата моторика. Општина Куманово ќе се залага и ќе поддржува ваков тип на активности. Секако и во 2022 година
во буџетот на општина Куманово издвоивме средства за 3 основни училишта, кои што ќе треба да се вложи во делот на подобрување на условите за децата со повреченост, зависно од нивните потреби. Уште еднаш би се заблагодарила на сите кои учествува во овој проект и на фирмите кои што покажаа интерес за една општествена одговорност. Среќни сме што како општествено одговорна компанија Alpha Company заедно со фондацијата Чекор по Чекор успеавме да го реализираме нашиот втор проект. Првиот беше сензорното игралиште во основното училиште Браќа Милодиновци. Ова е нашиот втор проект во 11 октомври, сензорна соба, со што очекуваме дека децата со попреченост ќе имаат шанса да очекуваме дека децата по попреченост ќе имаат шанса да се покажат во право светло како и другите деца во нашето општество. Исто така, тука сакам да искористам да ги поканиме, повикаме сите компании да преземат учество во наредните сензорни соби и сензорни игралишта во општина Куманово, со што ќе придонесеме општествена одговорност, да покажеме општествена одговорност. Само име и презиме.